Počituvani, i ova nedela veno sam vo jedna prekrasna prikazna. Ке посетиме еден нов, многу интересен концепт, каде храната и виното ги служат во апсолутна армонија, која ни пружа несекојдневно уживање. Одиме заедно да ја почувствуваме оваа магична атмосфера во Дропстоп. Влаче? Браво. Здраво, добар ден. Добро дојде. Фала ти, мило ми е ти си тука. Не очекував да те видам тука. Ние се познаваме преку сопругата, јас се знам одамна, ама него имав слушано, ама немав уште пробано твоите специјалитети. Пак ќе кажам, многу сум среќен што доаѓам денес овде, а ќе ги пробам твоите специјалитети. Знаете што? Ќе одиме да готвиме сега. Влаче, ние сме сега во твојата кујна овде. Овде ресторанот се вика Дропстоп. Ете така. По себе име, многу го знам, го сакам. Оти Дропстоп за мене, знаеш што е? Тоа што се става во шишето вино и што ја сечи капката. Така се вика Дропстоп. Ама овде сме во убава кујна. Не очекував да имаме таква убава кујна. И пред се ми кажа ти оти овде, од се ми е кујната каде готвиш само. Имаш кујна доле за припрема, и имаш кујна овде горе за готвење, за спремање директно за сервирање кај клиентите. Опремата што имаше, вистина, приубава. Што ќе ни готвиш ти денес? Кажи. Денес ќе подготвиме цезар со ракчиња за почеток. Добро. Потоа ќе подготвиме биск со ракчиња. Биск со ракчиња. Добро, биск. Нешто што не е многу секојдневно да кажеме во Македонија. Браво, ми се допаѓа. Потоа ќе подготвиме гравлак со лосос. Гравлак со мастика. Со мастика. На вистина имаш нови специјалитети овде што ќе видиме денес. И за крај ќе подготвиме флет айрон стек. Флат айрон стек. Океј, ајде. Повели, почни, те молам. Почнуваме со айсберг салата. Вау, топ. Ова го употребуваш за цезар салата. За цезар салата. Добро. Зошто айсберг? Покрцкава е Покрцкава е по-здрава и по-различна од другите места. Точно. Многу ми се допаѓа, за жал е поскапа да кажеме од обичната марула или зелка или нешто така, ама треба брзо да се конзумира. Тоа е салата што не се држи толку време, малку ожолтува, треба да биде свежа кога се сервира. Да. Гледам тие. Така, и айсбергот, не знам дали знаете, не фаќа инсекти. Аха, добро, имаш нешто посебно. Она е природна и увек е чиста. Добро, окей. Да. Епа научив нешто денес. Окей, ставаме айсберг, како ми кажа ти. Ставаме айсберг, потоа припремаме ракчиња. Ракчиња. Гледам, ти се пакувани су види. Све е вакуумирано и совидирано. Браво. Многу ми се допаѓа тоа, оти зашто сувидирано можеме да пакуваме по порција, по потреба си вадиш, си правиш, и увек е спремно. Точно така. Во кујна се работи со нормативи. Треба да се знае колку грамажа употребиме за еден тањир, за две тањири, и тоа навистина начинот на сувидирање ти го дозволува да биде полесно за работење и да си вадиш на потреба. И увек е попрактично. Точно. И гиенско. Да. Пекуваме. Кристал гледам ти употребаш. Браво. Еден поен плюс. Тањир, убав тањир, длабок тањир, обавезно. Што му ставаш во салатата? Ќе го ставиш после, прво ќе го пропржиш ракчето? Ракчето ќе го пропржиме во салатата, додека се грее тавата, ќе ставиме дресинг, цезар. Како ја правиш тој дресинг? Или е тајна посебна? Вистинското јас го знам. Со инчуни. Добро. Така да, другите состојки. Да. Навистина, вистинското Сезар сос е на база од инчуни. Така. Да, го имаме тој мирис од рибата така, малку солена што ти оди така посебно Што е чудно со инчунот, кога го мирисаш, ти стега малку овде позадината така од устата така. Ете така, окей. Едноставно, ама убаво. Навистина, Сезар салата сите ја правиме со пилешко. Во светот се знае, тоа е класично. Многу сум среќен, но ти овде го правите малку на различен начин. Со ракчиња, е малку по-шик, да кажеме, по-убаво, да. И можеме да го париме тоа со убаво вино. Така е. Да. Имаме кубети.
крутони имав проблем, да ти кажам право. Да. Ја го кажам крутони, Не, крутони. Не, со кубети. Имаме сецкани Шери. шери домат, добро. Окей. Така е. Сега е малко, сега. Браво. Малко за Колку време ги печиш? Многу малку, ракијата? затоа што се сувидира. Окей, така, добро. Малку сол, Малку чисто, биберче. да, малку бибер. Едноставно, не треба ништо поеќе, навистина ми само ти сосот што го ставаш во салатата е доволно. Окей. Само малку да фатат боја. Да се скреат. Малку сок од лимон ќе му додадеш на крај. Малку Добро. лај. Лајм. Тоа го дига вкусот. Супер. Како кажав, не се познаваме ние директно со братче. Имаме заедничка, како да кажеме, како можеме да го кажеме, заедничко пријателство. Така можеме да го кажеме. Тук ја поздравиме Диана, навистина, да не кажеме кој, а Диана е Диана, има само една. Ги засекуваме Супер. малку. На половина. Гледа, навистина брзо се печат. Да. Браво. И И така. декорираме. На крај, уште малку дресинг. Да. Супер. Обавезно дресинг. И за крај ставаме Пармезан. чипс. Ама ти правиш чипс од пармезан. Чипс од Нормално пармезан. се прави пармезан така декопу, Да не знам биде, како да биде различно. да биде различно. Многу ми се допаѓа. Гледате, едноставно, ама вкусно. Ете го. Можеме да кажеме, оти првата рецепта е завршена. Браво, браво Влако. Ќе оставиме на страна. Така е. да, и ми само ти ќе можеме да продолжиме. Така. Втората рецепта што ќе беше? Втората Кажи. рецепта ќе биде биск од ракчина. Биско од ракчина. Одиме со втората рецепта. Ми кажа ти, оти направиш Биск со на ракчина. биск. И си работа таму обавезно. Па тоа е Така, тоа. така. Биск со ракчиња. Така е. Ајде, одиме со биск со ракчиња. Денеска сме на ракчиња, одиме на море денеска. Еден ден. Поразлично. Сега имаме две пакетчиња. О, Пакетчиња. добро. Купуваме. Еден за салата, две за супа. О, окей. Исто пропржуваме. Добро. Биск. Сега, да објасниме на гледачите што е биск. Оти не знам да во Македонија биск не е нешто познато. Знаеме чорба, знаеме поташ, знаеме суп, да кажеме. Да. Ама биск, што е биск? Објасни го еднаш. Биск е сос од Аха. оклопот од ракчињата. Од Оклопот од ракчињата. оклопот. А така го викаш, Така, оклопот. така, Добро. Главата, коската, Е, така. Добро. Сето Сето тоа тоа се прави? Како се прави? Објасни малку. Прво се пече, Добро. потоа се блендира, Окей. потоа се вари. Да. Пасираме, оти не јадиме коски. Обавезно. Добро, да се Блендира, каже, блен- оти блендираме. да мислат оти сега ќе јадиме коски во супата, не, се пасира и имаме тоа еден Така, сок така. што се вика биск. Биск е француско име што го употребиме во кујната на вистина интернационална како да кажам збор за супа од глава, од ракчиња или од јасток или од све што е морски плодови. Се прави биск. Ајде, пак ги пржиме ракчињата. Не многу сега да кажам, ракчиња има и скампи што кажуваат, овие се малку поголеми. Не се како обичните скампи, малите така што Да, не, ќе видите оти овие се големи Затоа се викаат и ракчиња. ракчиња, ете така. Танирот е спремен. Океј. Бискот ти е спремен, а? Ти само ја топлиш, Само да добро. го топиме. Аха. Дали му додаваш малку крем во бискотот? И традицијата во Франција се става малку крем павлака, се става и коњак. Ке нас не. Ке нас Добро, подготвене само се чисто. така, чисто. Океј, добро.
ја кажувам класик, како се сервира Да, во исто Франција, малце. се сервира со малку крем павлака, Позволуваме. се става конјак, да го дигне вкусот од бискот и навистина е приобави неколку Малку. парчиња од јасно. Иначе, Океј, чуваме. Сосот се грее, супер. тирка. Чуваме. Добро. Исто така, подлога ни е А имаш подлога од ориз? Океј. Браво. Ќе го оставиме така, ќе го извадиме на моментот. Добро. така. Може. Видите, ставивме ориз во тањирот, ќе го извадиме, ќе го поклопиме после. Па, отклоп, како си? Отклопиме. отклоп. Отклопен. Моето македонско е малку... Ќе го ама отвориме. Ќе го отвориме, ете така, подобро ќе види така. Добро. За да Ајде. остане топло. Да, да. О, да. Браво. Исто малку додаваме Лимон, да. Супер, многу ми се допаѓа. Навистина лимонот, јас не сум голем љубител на лимон. Се сака, во Македонија тој вкус од лимон со риба, тоа е нешто задолжително, што го ставаме секаде, на секоја риба, на секаде имаме лимон. И во чорба се става лимон. Видите, ги оставаме, како да кажам, ги почитуваме. Ете така. така. Ракчињата се спремни. Спремни се? Како правиме сега? Сега Го вадиме оризот, оризот окей. и ги сервираме ракчињата. Добро. Така, супер околу. Помагам, да ти обртам. Така, да правим јас нешто. Така. Има за јадење овде, а? Има. Вау. Декорираме со сув прас. Добро. А сосот не го ставаш? Сосот го на страна. ставаме посебно. Окей. И секој си става колку И сака. секој си сака. Се паметно, на вистина. Кога немаш навика на биски, пази да мисли. Ајде. Оп. Подобро е. Многу концентрирано. Да, сега разбирам. Да, вкусот да се осети. Да. Браво. Епа. Втората рецепта завршена? Втората е тоа. Многу брзо. Останува само да Гледате се што е? прелие со сосот. Да. Кога се има припрема, кога имаш све спремно однапред, само топиш, сервираш и така можеш да работиш чисто, хигиенско, како кажам, и полно со вкус. Фала, Влаче, втората рецепта завршивме. Завршена. Одиме на Трета. и која е третата рецепта? Третата рецепта ќе биде гравлакс од лосос. Ајде, одиме со гравлакс од лосос. Продолжуваме. Окей, ти требаше тавата? Не. Не. Ајде ќе ја ставаме за перење, Исто и ова. Не ни ова треба. за фрлање. Асистент на денот. Ајде. Гравлаксот е Гравлаксот е спремен. спремен. Ма гледам, овде све е на спремно. припрема. Ека, гледај како убаво. Гравлаксот, овде имаме лосос. Имаме лосос. Лосос ситно сецкан. Он е Многу. прво као целина зрее. Добро. Аха, мариниран. Мариниран со мастика, со сол, со Од почеток, шеќер, од почет го маринираш со мастика. А ја мислев ти преливот ти беше само со мастика. Не, он е Океј. мариниран. Океј. Потоа сецкан и спремен за Океј. А не додаваш мастика на тоа и све? не, затоа што ќе Све биде еднакво. многу интензивен Многу јако. вкусот. Добро. На ова само му додаваме Океј. Малку маслиново масло гледам. Микс. маслиново Океј. со лимон. Со лимон. Само маслиново со лимон. Така, домашно. Домашно. Да, океј. Браво. Преливаме, Сол, бибер го има. Све, ништо не додаваш. се има. Ајде. Затоа што ако му ставиме уште, он ќе биде многу солен. Океј, почитувам. Само малку декорираме со салатичка Добро. и додаваме лимон. Лимон на страна обавезно. Па ќе кажам, Затоа што риба рибата- без лимон, па да. Си иде со лимон. Ето така. Завршено? Толку. Едноставно. Па да. Ама едноставно, ама пред тоа, колку време има маринада? 2 дена, 3 дена, колку има? 2 дена, ете тоа. Одиме на трета, четврта рецепта. Што правиме како четврта рецепта? Четврта Избориш рецепта. парче месо. Како ми го- Флет айрон стек. Чекај, што е флат айрон? Ти може ја не го разбирам, а може и гледачите не разбираат. Кој дел од месото е флат айрон? Кажи ми малку. Од грбот. Од грбот. Делиш. Добро.
Телешки грб. Што е тој? Посебно парче Филето го имаш? Не. Не. Ние кременадлата ние Не филето. кременада, ни филето. Измеѓу. Добро. Меко, лесно за јадење? Меко. Добро. Ајде. Повторо на мекос после бифтекот. Океј. Вау. Сувидиран? Сувидиран, добро. Мариниран нешто? Не. Не. Ништо. Чисто месо. Чисто месо, Океј, само добро. сувидирано. Ке го печеш на грил тава. На грил тава. Океј. Ставаме малку да се пропече. Добро. Океј. И после го ставаме печка на 51 Целзиусов степен Да се заврши. На за 51. да биде идеално Освен ти го- medium rare. Ете, тоа сакам да кажам, ке го печеш како треба, Да. ќе остане малку, да кажеме, Да. црвено внатре. Зависи како сега човекот сека да го јаде. Навиката во Македонија да се јади medium rare. Наке Одиме малку по, на кеуел, тоа well. да кажеме, Да. оти кој е крваво, крв има, ама убаво е. Убаво. Това ја дава, мислам, целото вкус на месото. Кој е препечен, месото е ѓон и не ги имаш више овие вистински Так, вкусови на месото. Так. И сосот прави голема разлика. Оти мислам, оти имаш еден посебен сос од тоа. да, демиглас сос. Демиглас сос. Демигласот е припремен. Добро. Океј. Тоа стоплиме подоцна, Месото се пече, месото се пече, имаш гарнир помфрит. Домашен. домашен помфрит. Можам да ги земам? Да, слободно. Добро. Вау. Домашни помфрит. Можеш да кажеш како ги правиш или е тајна? Тајна. Тајна е, оти да ги имаш овие вакви убави компири. Треба многу време. Да, ова е работа. Се продават така замрзнати и све тоа, ама овде е домашно. Многу ми се допаѓа. Мене ми кажа како ги прави и на вистина топ. Ќе објасниме за неколку рецепти понатаму како се прави. Овие како ги печиш во фритеза? Во фритеза се Добро. пржат. Океј. Да ги ставиме на страна. Мислам оти ние се враќаме за кратко, оти треба месото да се подпече, ќе се пече во редната после и ќе правиме асамблаж. Се гледаме за кратко. Океј. Купено на 51 степен Целзиусов со сонда, идеално печено, Браво. Сега го имаме месото medium rare. medium rare. Medium rare. Охо, таман. Спремно за сервирање. Спремно за сервирање. Добро, Помфритот. сега помфритот го ставаш? Добро. Океј. Помфритите многу брзо се прават. Минута и пол на 180 степени, така го правиш. За тоа време Добро. време. Извини, ова ти го ставам тука, да се гледа. слободно. Океј. Имаме сосот. Имаме сосот. Каков сос ми кажеш? Демиглас. Сос демиглас. Како се прави демиглас? Ајде да објаснуваме. Демиглас го правиме од коски, Коски, добро. вариме, Океј. тоа прво ги печеме, па ги Кој вариме. ги варите? Со што има зеленчук, знам оти има зеленчук, Има зеленчук, морков има целер, хромид, и морков. морков. Добро. Тоа се подпекува во рерна, убаво да фати боја, Да фати боја, се вади, се става во големо тенџере, малку вода, да изврие и се тоа вади е тоа и се редуцира и имаме сос демиглас декорација за или гарнирче. за месото. Тајронот е салата, Како салата, микс од салата така Микс со од рукола, салата. беби салата. беби салата, Одлично. малку зачинета. Многу што сакам овде, све е едноставно. А многу сакам едноставното, зашто оти ги држи вкусовите. Нема мешавина од многу вкусови, ги имаш Декорираме. истинските вкусови. Да. Шери, Чекај, ова ќе ти го изведам. ајде. Тајронот го цепскаме на пазишешко. Ај го пресекуваш. Ми се, Идеално. Што не кажавме, е месото е вакуумиран, ама е варен пред се Така, сувидиран 2 часа. На колку степени? На 54. 54 степени. Затоа месото е врв. Гледате како е внатре. Розе. Како треба, нема крв, нема ништо. За мерак. Сосот готов. Си дозволувам да чепкам малку. Това е професионална деформација. Така е. Сосот на страна. На страна. Добро, не му ставаш малку на месото така да. Па не, пошто никако. кој Добро. сака да, колку Океј. сака ќе се достави. Ја премногу сум навикнат на француски начин да има сос секаде. Да му ставам малку сос, а другиот сос останува на страна. Да, ама некој може неќе сос така да Почитувам. се Шеф. гледа убаво месо. Да. Почитувам шеф, јас
пак ќе кажам, не сум во мојата кујна овде, сум во твојата кујна, кога ќе бидиш ти во мојата кујна, ќе си правам како јас сакам. Така е. Помфритот е спремен. О, како убаво изгледа така од нареку. Браво. Му ставаш малку сол на помфрит? Малку сол, добро. На белгиски начин, помфрит, ете, така. Хап. Браво, шеф. Како се убави. Ете како се убави. Крскави. Многу што сакам помпири така малку подебелки, оти надвор имат корка, крскат, внатре се варени, се топат како пире, тоа е врв. Епа, Тоа е тоа. знаете што? Ја имаме четвртата рецепт. Шеф, завршивме за денес. Еј, ќе мора да пробам тоа све сега со шефот на салата. Епа, одиме полека во салата сега. Епа, од кујната, многу брзо поминавме на маса. Мислам, оти ова е најубавиот дел секогаш. Кажувам, од емисијата, од дружењето, од шефот што ни сготви, да дојдеме сега со менаџерот газда, со Ристе, што не прими овде, да ги пробаме овие убави јадења со, мислам, убаво вино. Оти, вие сте специјалист за wine pairing, така ми кажавте. Прво, добре дојдовте, Марк, многу ми е драго што веам тука. Drop Stop е една приказна која што почна минатата година. Тоа сакам да прашам, да, браво. Почнавме во декември месец за прв пат. Целта на ресторанот беше да пружи едно уникатно искуство на спарување на македонски вина со јадења кои што се подготвени по најчесто класични француски техники, како што можете да видите со нашиот шеф. Да, го видовме во кујна и доста го објаснив. Навистина за во Македонија ваков начин на готвење малку повеќе различно. Па да. Може да спомне тука дека имаме преку 80 вински етикети, исклучиво македонски. Исклучиво македонско. Не сервираме ние тука странски француски вина. Од проста причина што фокусот е да направиме еден вид на промоција на сите оние винари кои што се микро и мали винари кои што не може да се најдат во секој супермаркет. Еве за почеток можам да кажам дека ја имаме нашата станушина која што е нашата автохтона сорта. Можеме да кажеме потекло на вино, на сепаж, на корен. Така го кажуваме, корен, да не кажувам глупости, оти навистина мојот македонски ги превземувам француските зборови, а ова се корените, лозето, la racine. Ете така. Корените се македонски и ова е една многу интересна микровинарија која што произведува розе станушина. Многу убаво мириса. Станушината нешто ја спаруваме со, да речеме, гравлаксот кој што веќе го презентираше нашиот шеф, цезарот со ракчиња или бискот со ракчиња. А после станушината ќе спариме и еден специфичен вранец, да речеме, што ќе одговара со месото. Со flat iron beef тако. Flat iron beef, да, мора да кажеме flat iron навистина посебен збор, што не го знаев, навистина го научив денеска, и па сега понатаму ќе кажеме flat iron beef. Така, браво. Ете, да можам да пробам, оти многу збориме, ама, јас ќе си го земам. Повелете? Да, јас ќе си земам вака, оти идејата од лосос со мастика многу ми се допаѓа. Верувајте ме, оти пред 10 година, кога дојдов во Македонија, ја го пробав тој, како таа мешавина, и многу убаво ми дојде. Да, браво. Многу убаво. Ова е малку по-солено, да кажеме, од почеток. Јас го правам со малку повеќе шекер да биде поблаго и со мастиката на крај ми доаѓа, вау, многу убаво. И комбинацијата на вистина, да. Комбинацијата со почитувам пак. Браво, одлично, ми се допаѓа.
Одиме со второто? Одиме со второто јадење. Тоа е нашиот цезар со ракчиња. Извините што јадам така, ама Се многу разбира. болесно ми е и многу сакам така кој има танјер на располагање така, јас си земам директно внатре едно ракче, малку од салатата ајсберг, да кажеме од ајсберг на вистина, од ова е преубава салата. Тука можеме да спомнеме дека се работи за диви аргентински ракови, кои што се многу специфични на мирис и на вкус и верувам дека многу ретко каде може другите да ги најдете, а посебно во форма на цезар салата, затоа што нели сите знаеме класичната цезар салата е со пилешко. Но ние сакавме да имаме една цезар салата која што да речеме повеќе ќе им одговара на луѓето кои што сакаат со бело вино да ја спарат и посебно на оние кои што нели избегаваат месо. Знаете што? На вистина, многу сакам чипсот од пармезан, тој нормално се става, како да кажам, парчиња од пармезан така сецкани, ова е како чипс така се крска, се топи во уста. Тови кубети многу добри, крскави од интегрално леб, салатата, ракчињата, сосот прекрат, многу добра комбинација. Да. Фала му се шеф. Ова имаме сега тој биск. Биск. Јас за мене биск, пас ќе кажам, ќе беше како поташ. Јас му ставам во биск, му ставам крем павлака, ставам виски коњак. Коњак или виски може да се додава, ама се пие како супа, како поташ. А овде го имаме на форма на малку поразлично. Знаете, работата е дека не сакавме да биде како супа, ако оној што ја сака како супа ќе си го стави целиот сос. Добро. Има избор дали ќе биде потечен, ако целиот сос го истори, или доколку некој сака посув да биде, да доминираат ракчињата, во тој случај бискот се користи како зачин. Како зачин, како сос, како акомпањмон, како додаток, да кажем. Да. Како баш е сос, класичен сос, бискот не мора да биде супа, во овој случај ќе нас е презентиран како сос. Ако шефот ќе беше тука, ќе го бакне. Мати многу баба. Браво. Ова, на вистина, ме враќам Белгија, Франција, товие вкусови што ги имав таму. Ова никогаш не го најдов во Македонија. Прв пат што го наоѓам во Македонија. Верувајте ме. Ова е на вистина врв. И за мене биск сосот е нешто што ме потсетува на минатото, на сите. За готвач што знае да готви, биск е нешто да кажеме како едноставно. Ти се знае што се употребува, како се прави све тоа. За секој дневен човек што сака да јади во ресторан и све што не го знае, ова ќе му биде чудно. Ама да се навикне да јади тоа, више нема да јади ништо друго. Едноставно бискот е специфичен и прекрасен. Да. И е нешто што мора да пробате затоа што верувам дека не може да се најде на друго место низ Скопјево. Да тоа ви кажам, ова сега ме враќа сетирата на Франција, на Белгија, која правивме убави јади. Јас го правам, да ви кажам право дома, кога готвам правам така биски и свето, ама ова е убава. Навистина преубава. Да. Топ. Ја не ви оставам да пробате, ми самото знаете. Не, јас се знам. Ја уговајам тајнирот. Главното јадење сега. Да стигнеме. Да, со една чаша црвено вино. Да, се разбира, сега една чаша црвено вино ќе ни донесат. Месото, како ли уште стрип лојн, како? Месото е дел од плешката кој што е еден посебен мускул кој што е од плешката кој што се нарекува флет ајрон. Флет ајрон, добро. Кога ќе излезе од месара, баш има форма на пегла. Или на англиски флет ајрон е пегла и баш е триаголнест мускул. И триаголнестиот мускул е многу специфичен по тоа што е вториот најмек мускул на говедото. Значи прв најмек е филето, втор најмек е флет ајронот, трет најмек е капата на рибајот. Капата на рибајот. Тие се трите најмеки мускули. Флет ајронот као втор најмек го нудиме ние посебно као флет ајрон стейк, затоа што има интензивен вкус на говедско, е совршено мек. Тоа е проблемот со филето. Филето е преубаво, прелесен, премек, ама вкусот го нема. Му треба да вистина сосот што му додаваме или начинот на печење се, што ќе му додај вкус на месото. Овде го имаме вкусот вистинско внатре. Со него имаме, како што ви го покажа шефот, демиглас сос, класичен демиглас сос, малку има вино во него, така да... Има вино во него? Има вино во него. Добро. Да. Така да... И како што видовте, кај нас стековите сите служат на медиум печено, значи се вадат од 57-52 Целзиусови, од како ќе излезат орената, они уште 2-3 Целзиусови качуваат, значи кога ќе биде послужено јадењето, најчесто е околу 54 Целзиусови, што е совршена температура за медиум реар. Навистина убаво ми објасни тоа, но ти малку ми беше чудно, ја му прашувам од почеток, месото е жив? Да, е жив. Ама не беше жив, беше варен,
сувид во вода на 51 степен, така. 54 е сувидот, пардон. а на 54 се служи. 51 се вади, 54 се служи. Добро. Добро, фала многу. Ние Сега имаме вранец. да, секако дека имаме Обавезно. вранец. Македонија без вранец не оди. Ако кажуват оти, да кажеме 80% од вранецот од Македонија, од Црна Гора потекнува. Така имам слушано. Вие ќе ми обясните може вистината? Црногорците имаат највеќе посветено време на истражувања за ампелиографијата од каде потекнува вранецот. Во Македонија тоа никој до сега не го направил. А бидејќи црногорците се единствени кои што тоа го Знам од направиле. Македонија 40% од виното во Македонија е вранец. Да. Да, многу има во Македонија. Многу има. Да. Во Црна Гора имаат многу малку површина под вранец, што да речеме за нас од каде потекнува или не потекнува тотално не е важно. Важно е дека во Македонија вранецот дава толку специфични и пријатни резултати што се нешто Се има. Приобавме ли си сигурен сум? Јас сега ќе пробам прво месото, извините. се разбира. Ќе земам едно парче од средината, многу сакам јас. Топ е отивуше црвен внатре. Ако го донесовме од кујната, во меѓувреме малку се олади, мора да се проба сосот. Браво! Навистина треба малку да се джвака. Многу вкусно е месото. Сосот му дава тој вкус, пролонгирањето, да кажам, од месото го имаме во сосот. Браво! Одлична комбинација. И сигурен сум со виното ќе биде уште поубаво. Ја можам да кажам оти денеска направивме едно откривање од нешто преубаво. Да, дропстоп, па ќе го кажам, дропстоп за мене, па ќе кажам, тоа е нешто што се става на чишето за тапата, за да не капе. Некој што не сака да капе да кажам на чашавот или нешто така, става дропстоп на шишето. Ете Тоа така. е ова малечко. Ние мислам да. Кога треба да се сервира на брзина или на големи евенти и све тога, се става дропстоп за да одиме полесно. Ама гледам оти овде се доста искусни и донесе убава чаша вранец. Со чашата вранец ќе ја пробам. Малку е оладен. Браво. Да, ми се допаѓа. Оти која на собна температура многу појаке. Сега е малку полесен. Комбинацијата со месото е браво, одлична. Го погодивте, мислам температурата. Имате нешто да кажете уште? Да, фрижидерот ни е таму во две зони, црвените винаги чуме на температура од 16 до 18 степени. Овој вранец што го добивте отприлика на температура од 16 степени. Одлично. Затоа што специфично во летно време кога температурите доаѓаат 40, вранецот ако се крене температурата над 20 веќе Не може да се пие више, е многу јак. Да, има точно. ароми кои што не припаѓаат таму. Можеме да кажеме, оти оваа адреса е посебна за луѓе што уживаат во јадењата, уживаат во виното, уживаат во све, во културата на храната и на виното. Дојдете овде, а јас, извинете господине Ристе, ќе се поздравуваме со нашите гледачи и продолжуваме во мојата кујна. Сега ќе треба предизвик на мене да готвам нешто за нив. Епа, ќе видиме, ќе направиме нешто убаво. Се надевам. Се гледаме во мојата кујна. Ќе биде предизвик, ама ќе мора да направам нешто преубаво од местото кој заслужува. Здраво, добар ден гледачи. Каде сме? Секогаш кажувам исто. Да не го кажувам више. Ма вие знаете каде сме. Сме во мојата кујна. Мојата кујна, моето омилено место, моето царство. Денеска со нашите партнери, да ви ги објаснам, Унибанка, Нептун, Карес, Беко, Алпско, Злато полје, Президент, Сарајева, Ројал Фиш, Кристал и Прима. Тука сме да готвиме нова рецепта. Да ви представуваме еден добар човек, како сите што доаѓаат кај мене. Имаме само убави, добри луѓе. Денеска малку посебно бевме кај него. Местото се вика Дропстоп. Дропстоп за мене ви кажав што ја. Тоа што го сечи капката, ама нема само сечење капката, има сечење капа. Шефот беше одличен, го имаме газата со него, со нас, господинот Ристе. Ајде, господине Ристе, добро дојдени сте во мојата кујна. Добро ме најдов. Што ми донесовте? од нашиот ресторан?
мало внимание, па ако вие... Ние сме вински ресторан. Добро. Ви донесовме две многу специфични вина кои што ексклузивно може да ги најдете во нашиот ресторан. Тоа е еден од најнаградуваните франци. Ги знам, многу ми се допаѓаат. А второто е пенливо вино по шампањска Пенливо розе. од македонската станушина. Одлично. Ќе уживаме денес. Не знам дали ќе го отвориме сега, ќе го отвориме на крај. Што има овде? Еден чекан, што ќе го јадам денес. Не. Значи вака парк. Добро. Имаме тука среена свинска кременадла која што никаде на друго место не можете да ја пробате освен во нашиот ресторан. Таа ви оставивме за да ја пробате. Но чеканот служи заради тоа што веќе од кога дојдовте во Македонија сметаме дека треба да се привикнете на македонските традиционални принципи. Значи, македонската домакинка која доби свинска кременадла треба со чекан да ја испроцесира се додека таа не биде тенка. Мислев ова беше за мажот да го не? Неколку пати. Зависи. Зависи. Добро. Тоа е работа на вкус. Понекогаш кременадлата, понекогаш сопругот. Понекогаш кременада, понекогаш сопругот. Ме тоа е од свем. Знаете зошто? За да се омекнува месото и да се омекнува мажот. Не, добро, супер. Многу ми се допаѓа. Фала, ми гледам, ти имате уште нешто на тегишка овде? Мус Ова што е? од димен краб. Димен краб? Воедно Еј, е понекогаш исклученост баш овој димен краб што го имате овде од истиот димен краб од Royal Fish. И од ова направивте Мус. Да. Мус Браво. од краб. Па мора се да се проба. Извините, тоа ќе оставиме позади. Хоп, тука, нека стои позади нас. Супер со убава салфетка. Фала ви многу. Навистина уживавме кај нив. Шефот убаво ми објасни неколку рецепти. Поминавме на маса. Пробавме убавите јадења со wine pairing, како вие кажувате. Сега јас ќе се трудам да направам нешто, да не кажем на ниво, на нешто малку посебно, нешто што се готви и што се сака во Македонија, што го имаме во Македонија. Тартуфа. Многу ја сакам тартуфата. Имаме еден пријател што прави масло со тартуфи. Што ќе правиме? Ќе правиме Royal Fish. Го зборевте Royal Fish, па имаме пастрамка. Ќе направиме исто, сварив овде папарделе, имаме убави тестенини од Златопојле, папарделе. Многу убави се, многу ги сакам. Они се малку подебели така, кога ги имате во уста, ги ја пуни устата и со сите другите наменици прави прекрасен вкус. Све тоа со малку крем, со малку саликон, нешто исто посебно. Не е македонско производ, ја го научив тоа во Белгија, во Франција. Ова се алги што дава така посебен шмек, малку солено тоа ќе биде на крај. Ке имаме солено, тартуфа, пастрамка, тестенини, златна мешавина. Ајде, месье Ристе е тука за да објасни малку повеќе за ресторанот, за Дропстоп, за приказната зошто го направи тој ресторан. Јас го знам, а вие не го знаете. И затоа е тука да ви го објасни со неговите зборови. Човекот е браво, перфект. Ќе искористиме шанса. Добре, ајде, дојдете малку поблиску од мене. Јас ќе почнам да готвам. Да, мора. Да, не треба помош. Не. Навикнат сум така да се снаоѓам и тоа ми е малку полесно да кажеме. Ајде, Ристе? Дропстоп е една приказна која што почна најверојатно пред 2 години, кога нашето искуство во винското спарување кое што можевме да го доживееме во другите западни држави, кај нас беше на многу, да речеме, ниско ниво. Добро. Сепак во последните години се појавија и други опции нели за винско спарување, но недостатокот на вистинско гастрономско уживање, кое што ги комплементира македонските вина, беше она што не движеше да го направиме Дропстоп. Затоа што во Македонија има фантастични ресторани. Има. Да кажеме навистина, има и убави вина, и убави наменици, и убави све. Сега пак секој си го готви на свој начин. Има што го готват убаво, има што го готват лошо. На вие нас да видиме каде ќе одиме и каде ќе го, тоа е тоа, да не видиме, критичар. Ете така. На крајот на денот целта беше да се понуди мени кое што ќе одговара со винската карта. Значи винската карта и менито се дизајнирани како едно комплементарно решение. Најчесто, да речеме во Македонија, или винската карта или менито се сосема разделени и не се поврзани едно со друго, што кај нас, да речеме, не е случај. И за жал, тоа се навидите повеќе, да кажеме, европски, француски менталитети, така е начинот да се прави едно мени. И кај нас менито, заедно со шеф Радичев, кој што е одговорен
за кујната, дегустација на целото тоа мени. Одбравме винска карта на исклучиво македонски вина. Во овој случај имаме преку 70, скоро 80 етикети на исклучиво македонски вина. И во Дропстоп сите вина кои што се на винската карта се вина кои што се вредни за награда. Значи, само наградувани вина чуваме во Дропстоп. Во Дропстоп не може да најдете просечно или подпросечно вино. Добро, окей, ама има за сите вкусови, да кажеме, и за сите можности. Да не претеруваме од и наградните вина малку се не. Тука не би се согласил со вас. Добро. Марк, заради тоа што во Македонија има толку многу голем избор на вина, што има и вина што се во да речеме во ниска ценовна категорија, се при тоа превкусни. Да, имате право. право. Така да ние се трудиме тоа да го постигнеме, затоа што секој знае да постигне добар резултат со неограничени средства. Јас се слагам со вас, оти на вистина кога дојдов во Македонија пред 11 години, бев изненаден од винариите што ги имаше тука, од вкусот на вино, од квалитетот на виното, бев многу. Јас го знаев един свен што беше бивша Југославија, што се викаше Дингач, тоа го имаше дома кај баба ми, кај дедо ми, а другите вина не знаев што имаше толку. Вау! На вистина, кажете, да не продолжи. Откако направивме совршената винска карта, виното е дизајнирано да ги комплементира и да ги истакне прекрасните македонски вина. И во секој случај кај нас работите се малце, како што видовме и претходно, малку се поразлични од класичните македонски рецепти. Да. И се трудиме и целото искуство. Значи во Дропстоп не треба да го доживувате како ресторан, него како искуство. Значи кај нас искуството на винското спарување од почеток до крај е нешто што го води гостинот од едно кон друго јадење се до десерт. Браво. Ете така, од себе на прошетка да кажеме. Да. Како една прошетка меѓу вкусовите, убавините од животот. Оти за мене готвењето в краната, виното се дел од убавините од животот. Нема поубаво. Има луѓе што живеат за да се хранат, има што се хранат да живеат. Јас живеам за да се хранам, повеќе сум за за таа варијанта да кажеме. Мислам дека согласуваме тука нешто. Да. Инспирација за нашите јадења кои што да речеме во текот на годината ги менуваме и ги адаптираме. Најчесто заедно со шеф Радичев црпиме од да речеме познати светски ресторани кои што имаат нели најчесто Мишелин звезди. Да. И луѓето се смеат кога збориме за Мишелин звезди и светова. Ама Мишелин звезди е Мишелин звезди. Кога имате Мишелин звезда, тоа е признање. Тоа не можете да не кажете оти сте добар, сте убав, сте се све. Мишелин звезди е многу тешко да се има. Прво единствено, не ги дават на сите, за да го имате тоа треба да стигнете на стандарди на високо ниво и да го одржувате тој ниво. Оти не само ви ги дават, а може да ви ги земат и многу лесно. Да, ама на вистина, како кажувате вие, јас почнав мојата кариера од кога имав 15 години во еден 3 Мишелин звезди ресторан. Да, а многу тешко. Извините, продолжете. Мора да ве прекинам со И сакам да кажам дека најчесто инспирацијата ја црпиме од познати ресторани, каде што има познати шефови, кои што да речеме најчесто рецепти да ги публикуваат онлайн и правиме некоја си адаптирана верзија која што е изработена со повеќе локални намирници, пошто понекогаш намирниците не се достапни кај нас или во некои случаи се премногу скапи како ова. Ма тоа ја прави разликата. На вистина, што е убаво е скапо. Сите кажуваат, знаеш што, убавината има цена. Не можеме да правиме, квалитетот и е цена. Ете тоа е. Не можеме да правиме нешто убаво, квалитетно и све, без да кошта една цена. Секогаш ја, додадов малку бујон, малку да објаснам во меѓувреме, ставивме крем, ставивме бујон малку, пастрамката се пропржи, ставивме тревки, нека се заврши, неколку капки од масло од тартуфа, папардале, и знаете што? Ќе уживаме, се разбира. Имате уште нешто да кажете? Уште може евентуално да ја кажеме малку за Дропстоп. Ајде. Самата локација е една од првите згради кои што се изградени со одобрение на Кралското здружение на архитекти на СХС. Зградата е изградена 1930 година и е првата зграда во Скопје која што имала армирани темели.
Многу јака, многу цврста. Да, Го и- издржи земјотресот и Имавме све. среќа, пошто вода, како што го реновиравме Дропстоп, подот е автентичен, гранит од 1930 година, циглите на зидовите, значи се е зачувано во автентичната состојба како што Состојба како било беше во почетокот. 1932 година кога била изградена зградата. И за нас беше битно да ние го задржиме тој дух на зградата каква што била пред земјотресот, со незите автентични подови, таваните, бетонот, и сметам дека успеавме да направиме Нешто- квази индустријски амбиент. Мислам мо ти го покажевне Да. предходно убаво. Имавме камераманот што направи преубава снимка внатре. Мислам мо ти на вистина, кога се влегува кај вас, се осеќа тој, како кажувате, автентично. Си ви дава envie, како се кажува, волја, како ви кажа? Ови живот. Envie не. Живост. Envie е живост е la vie. Да. Envie е, како да го кажам, таа волја да сакате да се седнете и да уживате во тој место. Ете така, тоа сакам да кажам. Неколку пати тешки ми се зборовите, ама ајде. снаоѓаме. Ке се снаоѓаме, да. Знаете што? Многу ми зборише за Дропстоп господинот, а мене ми кажа кој е. Па тоа е проблемот, секогаш луѓето ми доаѓаат и ми објаснуваат и све тоа, ама не ми кажуваат кои се. Јас знам, оти човекот има малку различна, како да кажам, експериенси и искуство и школување од Јас немам допирна точка со гастрономија. Епа вола. Значи, јас сум софтверски инженер и јас целиот свој живот преку 25 години работам инженерство. За мене гастрономијата е нешто што секогаш сум го доживувал како гостин. Браво. И искуството на гостинот, каква треба да биде гастрономијата од перспектива на гостин, е тоа што јас го сакам. А Браво. тука е секако шеф Ратичев да ја обезбеди другата страна од приказната. Ке се смеете, ама мене малку ми е чудно, човекот толку што сака да јаде и све, многу слабе. Како прави човекот? Трчам. Значи, пати неволно. Ние сме при крај со рецептата. Мислам, отири сте, кажа голем дело што сакаше. Се враќаме за кратко. Епа се враќаме. Кратка пауза. Сосот е спремна. Пастрамката спремна, све е окей. Ни фалат уште тестенините, да ги додаваме. Хоп. Папардели, како кажав, они за 5 минути се варени. Ако се такви дебели и све тоа, за 5 минути се варат. Многу добро изгледа. Оп. Вуаля. Тестенини, пак ќе кажам, обожавам. Тестенини се готви на 100 и неколку или јади, да кажеме, начини, оти на вистина све што ви останува во фрижидерот и све, можете да го употребите во тестенини. Тестенини, италијански производ? Не. Од Италија? Од Италија? Па, Тестенините, од каде се? Од Дропстоп Ајде, тестенини. од каде се? Вие што се, што знаете многу ствари и се, од каде доаѓате? Египет. Од каде? Од пирамидите? Фараонот правите тестенини? Не. Тестенините доаѓаат од Кина. Колумб ни ги донесе. Не Колумб, Марко Поло, како Марко Колумб, Поло. Колумб на другата страна. Колумб ни донесе пиперки, ни донесе компири, ни донесе све, од сем тестенините. Тестенините со другата страна Марко Поло ни ги донесе. Епа да, тестенините се кинески, ама ги донесе во Италија, италијанците го направиле тоа совршено. Вуаля. Немаме тестенини. Немате тестенини? Не. Епа имате сега една убав. Тестенини се храна за подома, да речеме. Ова не е више толку за подома, да кажеме. Ова е малку посебно да каже, имаме, може да се прави со лосос, јас го направив со пастрамка. Пастрамката многу ми се допаѓа, оти е малку по-нежна, полесна за јадење, полесна за варење. Овде ни фали сега главната состојка. Да, тартуфа. Ќе додаваме неколку капки, ете. Може, Зачинско. Ете така, неколку капки, вуаля, од почеток. Ќе се измеша, ќе чекаме малку да вкусот да влезе во рецептот, ќе оставиме тука, ова ќе намалиме да не ме изгорат, така, и ќе одиме со поклоните од нашите партнери. Почнуваме со карес. Карес се знае. Све што ни треба за кујната, за декорација, за маса и све, го имате кај карес. Карес во големите молови, ќе го најдете без проблем.
Карес, повели, 1000 денари. За вас. Убав нож за во ресторанот ќе најдете таму. Президент, млечни производи во Македонија. Ги познаваме, да, крем фреш, топ, путер, имате павлака, имате сирење салакис, имате биено сирење, имате целата палета на млечни производи. Исто така, сите маркети, президент, повели, Ристе. Ги користиме екстензивно на презент производите. Royal Fish, ни направи оно убава паштета од краб, ќе мора да ја пробам, ќе има и он пакет димен краб. Ладна димена пасрамка, топла димена пасрамка, обезкостена пасрамка, македонски производ, ете, на масата од добрите ресторани. Кај нас на мените имаме пасрамка баш од Royal Fish. Бе, вала. Унибанка, банка, не пада? Ви треба банка, ви требат пари. Имаме посод Унибанка. Да, они се комплетно. Банка, што се прави у банка? Се дава пари, се земува пари, се поземува пари. Тука се за нас, за не помогат, кои ни требат пари. Ете уни банка, тука се за вас. Да. Повелете. Опа, кристал без нив. Не можеме да готвиме масло од сончоглед, маргарин, еленка, имат тан, имат многу производи различни. Кристал исто македонско производ. Веќе видовме дека Кристал е одговорен за совршениот помфрит во дропстоп. Его не. Ми ги вади зборовите од уста. Одлично, одиме со Златополје, нашите убави тестенини, од нашите партнери. Златополје, од Подравка, имаат палета од тестенини, може да ги пробате во ресторан. Верувајте ме, вреди да се направи една рецепта како ви ја направив денес. Златополје, не само во ресторан, а и дома. Повели, ќе мора да ги пробаш. Направиме експеримент со Златополје, па Ете така. повторно да пробаш. Ние, тестенините се завршени, можам да кажувам и се совршени, ова ќе оставиме позади, ќе земаме еден тањер, пап, ги сервираме, ова може да стои позади, да, како убаво мириса, многу сакам овој мирис од тартуфата. Не треба да види премногу, не треба да не се мириса, ама кој е претерано, е претерано. Више го губи тој шарм, да кажеме, од тартуфата. Мириса, ама ќе му ставим уште малку. Може? Не знам, јас сум... Мене ако прашаш, никогаш не е доволно тартуф, никогаш никогаш не е доволно кавијар. Добро, Јас се две работи од кои што никогаш не е. Извините, господине, си дајте убавите. Кавијар, да си го јадиме така, супер. Ајде, ќе ни треба една филушка од тисораците, марку ќе биде тешко. Повелете? Да не заборајме, имате уште за гледачите ваучер од 1000 денари од Сарајева. Треба да се пријавите на авантурите на Марк или на пејџот од Сарајева. Секоја недела одберам еден победник. Тој победник ќе има еден ваучер од 1000 денари и ќе може да го потребува во ресторан Сарајева. Да јади што сака, се знае Сарајева ресторан за месо, зрено месо, убаво месо. Пријавете се на социјалните мрежи, Инстаграм и ќе може ќе бидете победник. А ние Да пробаме. со господинот Ристе, нашите партнери, сите тука сме за вас.